Па решив да зборам од Дела на апостолите, зашто вечер и во Штип тоа ќе го зборам. Важен празник е, некои го нарекуваат роденденот на црквата, повеќе би кажа дека тоа е раѓањето на апостолската црква, или Ерусалимската црква, првата Ерусалимска црква, или Новозаветната црква. Или најправилно да кажем дека се исполни она ветување што Бог Христос сушност им го даде на учениците за утешителот, дека тој нема да ги остави сираци, добро е да си замине, добро да си отиде кај Отецот, зашто така ќе им го прати утешителот. Утешителот кој ќе ги научи, утешителот кој што ќе ги подсети, кој ќе им даде сила на тоа слово, ќе им даде сила на евангелизирањето. И сето тоа го гледаме како исполнување на тој ден на 50-ница. Јас сакам таа цела глава, бидејќи празникот што денес го празнуваме, опишан во втората глава на Делата на апостолите, но долга е, повеќе од 40 стиха, ќе се одам на брзина. Тоа се 3 проповеди всушност. Во Штип веќе ги поминавме првите 10 стиха, потоа проповедта на Петар во храмот и останаа за вечерот да разгледаме животот на првата црква. Последните неколку стиха од втората глава. Но тука за да има така континуитет, на брзина ќе поминеме се што се случува тој ден на 50-ница во храмот. Сите нешто што се случуваат во таа втора глава и во тој настан како исполнување на Христовото ветување за доаѓањето на утешителот на Светиот Дух, си имат своја символика. Тоа старозаветна символика. Во Стариот, тоест Павле пишува дека целиот Стар Завет, со целиот тој обреден систем, тоа е некаква сенка на она што треба да дојде на суштината. Суштината е Христос. И празниците во таа смисла се сенка. И една така сенка или прототип или предобраз или значење за Христос имат посебно овие празници кои се околу овој настан 50-ница. Или прво започна се со Пасхата. Пасхата е првиот пролетен празник за евреите во пролетниот месец Нисан. Знаете, евреите се водат по лунарниот или месечевиот календар и во различно време може да се падне во годината како ден. И така и кај нас, дали врзан Великден со Пасхата. Пасхата се одбележува преку тој празник на славно излегување од Египет и се карактеризира со почетокот на јачменовата жетва во Израел. После Пасхата, првиот ден што следи после Пасхата, го почнува тој краток циклус еднонеделен на бесквасните лебови. Цела недела не смеат да јадат квасец воопшто. Домакинките дома детално ја чистат којната да нема ни трошка квасец, да не падне во храната. И бидејќи тоа е 7-дневен циклус на празник, на бесквасни лебови, еден ден се паѓа недела. Сабота се паѓа задолжително во таа цела седмица и недела. Првата недела после Пасха, после саботата, шабат, или првиот ден во неделата, во тој циклус на 7 дена, влегува првосвештеникот во храмот и со јачмени снопови нек мафта пред Бог, така да тоа е како некаков принос, прв принос од јачмената жетва. И ако така го гледаме тоа во контекстот на Христовата служба, тоа е денот кога Христос воскресна. И тој 7-дневен циклус, бележан со бесквасен леб, многумина во тоа наоѓаат символика на Христовата жртва. Павле на Коринтијаните, првото послание 5 глава, вели дека треба ние да бидеме новото тесто, како Христос, бесквасно, кој е нашата Пасха. И во таа недела, во која што не смееше да има воопшто квасец, се случи тоа воскресение, таа совршена, бескршна жртва на Христос. И потоа, во период од 7 седмици, така бројот, доаѓа 50-ница. Ние викаме 50-ница, но евреите повеќе знаат како празникот на седмиците, зашто 7 седмици има од Пасха до 50-ница.
И исто така нарекуваат празникот на првите плодови или празникот на жетвата, зашто тоа па ја најавува другата жетва, жетвата на пченицата. И она што е карактеристично 50-ница е тоа што се носи принос, пак лебен принос во храмот, меѓутоа е квасен тој принос. Лебот што двата леба што ќе ги принесат од пченица е со квасец. Интересно. И тука некои наоѓаат сенка, така да кажеме, во суштината Христос, ден на жетва, ден на плод, или го нарекувате сака празник на првите плодови. Најавува една така да кажем, квалитетна жетва, за разлика од претходната која е на бесквасници. Ако на бесквасници не е јачменовата жетва или јачменовиот прв плод, овде кај пченицата, кој пак во очите на еврејскиот народ е поквалитетно, некој позначаен плод. Но се е пак со квасец. И кој тука е она символика што ја барат теолозите? На тој ден на 50-ница, навистина, со доаѓањето на Светиот Дух, доноси живот преку Словото, изобилна жетва се пожнеа, изобилен плод. 3000 души поверуваа. Толку немаше верници во тригодишната служба на Христос. 120 или 500, вели Павле, беа оние на кои што се јави Христос воскреснат. А 120 беа во тие денови од вознесението до 50-ница на Христос. А тука само со една проповед се пожнеа една богата жетва. Наеднаш тоа тело Христово се зголеми за 3000 души. Изобилен плод. Меѓутоа, другата па символика што ја барате во квасецот. Во тој плод, за разлика од Христовата жртва која се принесе и беше бесквасна, без грев, сепак таа жртва што се пожнеа како спасени луѓе, тие се свети и праведни заради Христос. Се пожнеа жртва на луѓе кои што сепак си имат квасец, но совршени праведни во Христос. И тоа е црквата. Црквата е богочовечки организам. Има еден елемент кој што е безгрешен. Тоа е божествениот елемент во црквата. Црквата божествена и човечка. Тоа е главата. Христос е главата. Ние сме неговите органи во телото. Но како органи сме несовршени. Се што е совршено во црквата е заради Христос. Се што е несовршено е заради нас. И така во таа квасност на тој празник 50-ница се наоѓа таа символика за природата на црквата како богочовечки организам. Но нешто друго како символика во тие први стихови не ги читам, многу се долги и ги немам овдека, е доаѓањето, манифестациите на доаѓањето на Светиот Дух. Тие теофании таму, богојавувања кои ги гледаме. Прво пише дека тој дојде како силен ветер, како бучева од силен ветер и огнени јазици или јазици во вид на оган кои што се симнаа поодделно над апостолите, на 12 апостоли. Ветрот е манифестација на појавата и нејавувањето на Бог во Стариот Завет. И самата терминологија, етимологијата на зборот е дух, е многу така, говори многу. Во Стариот Завет зборот е руах, во Новиот Завет е пнеума. И двата збора, и руах и пнеума, значат ветар. Тоа се значењето на зборови. Се користат и како ветар, користат и за дух. И во нашиот јазик, архаичен, древен словенски јазик, зборот дух доаѓа пак од дах, кој што пак е, дишење. И тоа како, она разбирање, дефиницијата за Светиот Дух, како негова карактеристика, личност, тој излегува од духот, како некаков, како издишен од Отецот. И кога ние говориме за човекот, тој има дух и кога тој ќе издахне, ќе го испушти духот, ќе издише, знаеме да кажеме. Тие асоциации што се прават со духот како ветар.
како нешто, и затоа словото е боговдахновено, велат, зашто е издишано од покако го дишиме, нели, испуштаме воздух или ветер. Да. Но она што е значно пак за духот, како она карактеристика, во целата Библија го нарекуваме и така, дава живот, тоа е животворен. Кога Бог го создаде човекот, му вдахна животворен дух. И тој стана жива душа, стана живот. Или еврејскиот збор нефеш, значи живот стана со тоа кога беше вдахнат дух кој што, или воздух му беше вдахнат, дах кој му донесе живот. И така и започнува Библијата со тоа разбирање за Светиот Дух. Пише дека земјата беше пуста, неуредена и духот, или ако можеме да го преведеме како ветрот, зашто тоа е зборот во Стариот Завет за дух, руах, духот лебдеше, како ветер се движеше низ таа неизградена земја. Како некоја птица која, а земјата нели како јајцето која така квачи, за да го така изроди животот на земјата. Тоа е таа слика што на почетокот ни открива Мојсе во создавањето. Затоа, например, православната црква е богата со тие символики, кога има литургии и во она светото место позади, зад, или мислам пред всушност беше епископот кој води службата, помладите свештеници држат како платно од сите страни и го треперат. И тоа трепери белото платно како чаршав. Со тоа сакат символично покажат ветрот, се движи Светиот Дух во вид на ветер. Од тоа присуство и движи платното. Луѓето го движат, меѓутоа символиката овдека е важна. Потоа на многу места, да не должам, сеќавате на Езекил, оној текст од 37 глава беше со она долината со сувите коски и она пророштвото, доаѓа духот. Тука е пак истиот тој збор, нели? Духот доаѓа и тие коски почнуваат да се пополнуваат со месо. И стануваат тела. И оживуваат и почнуваат да се движат. Тука го гледаме овдека во овој текст на Педесетница. Симнувањето на Светиот Дух како исполнување на Христовото пророштво доаѓа за да даде живот. Тој е животворен. Даде духовен живот. Ако, например, во Стариот Завет, во првата глава, во Битие, првите стихови гледаме Светиот Дух кој што тука лепди за да донесе живот во тоа создание, а пак Павле нарекува црквата новото создание. Христовото воскресение како првината на новото создание и ние потоа после него гледаме како доаѓа да го донесе тој живот на новото создание. И се пожнеа на Педесетница таа жетва. Живот се пожнеа. Тие 3000 луѓе кои што поверуваа, тоа е живот. Нов живот, вечен живот. Тоа е првата манифестација. Втората беше оган. И тука е употребен тие за јазици што се спуштуваат, како оган беа. Не беа оган како оган, наликуваан оган, меѓутоа тие јазици кои што се симнаа над луѓето, и тука зборчето е употребено глоса или јазик, говор. Тоа ние, да, и така се цртана и икони во книги, како огнени јазици се спуштаат над апостолите, меѓутоа овдека повеќе идејата е симнувањето на Светиот Дух како животворен, како ветер кој треба да донесе живот, а и како јазици кои имаат карактеристика на оган. А огнот пак во Библијата, Стариот Завет, во целата Библија, е символика на нешто што прочистува. Испитанијата наши, Петар, Јаков ги споредува како нешто што треба да не прочисти. Како златото кое ќе помине низ огнот
и она што не е дел од златото, при месете ќе отпаднат и ќе остане чистото злато. Нешто што прочистува, ама и како светлина, нешто што разјаснува. Ние сме, човекот во светот е представен како потемнет ум, кој не може да види, живее во темнина и треба да дојде светлината на познавањето преку духот и словото, да донесе јаснотија, разбирање да донесе светлина во таа темнина. И тие манифестации на пнеума пак во Новиот Завет, духот, кој исто така е ветар, и во Новиот Завет зборот пнеума, и ние го користиме и денес во медицината, нели, пневматологија, или таму каде што на пулмо одат да ги проведуваат белите дрове, истиот тој збор, зашто не е тоа духовна болница и не е тоа болница за луѓе што се болни и треба да им дадат Свети Дух, зашто дишењето е во прашање. Така и Христос, кога Никодим му објаснува за новораѓањето, Никодим не знае што значи некој да биде роден од горе или од духот, му објаснува дека со родениот од дух е како ветрот, и тука вели како пнеума е, како ветер, кој што никој не знае од кај доаѓа, кај оди, така и со родениот од дух. И по тој стих зборот пнеума се користи и како ветер и како дух. Идејата дека тој некој по својата суверена воля, без ние да разбираме како, тоа едно мистериозно дејство суверено носи живот. Раѓа повторно, ново раѓање, нов живот. И тоа го гледаме овдека на Педесетница. И целата идеја всушност на таа манифестација на доаѓањето на Светиот Дух и да покаже како навистина преку една проповед на Петар, но сега исполнет со животворниот дух и силата на духот кој дава живот во тоа слово, кој го осветлува, разјаснува пред луѓето, се случува новораѓањето. Тоест, се создава Христовото тело. Зашто, навистина, Петар, проповедта на Петар, не беше ништо повеќе од она што Христос го говореше во неговата служба. Христос многу пати ги кажуваше тие работи што Петар овде ги каже. Меѓутоа, нити пак Петар беше подобар говорник од Господ Исус. Но доаѓањето на Светиот Дух, како нешто дава живот, го оживува тоа слово и ги осветлува умовите на луѓето, беше причината за доаѓањето на Светиот Дух. И се созда таа голема црква. За еден ден. Почна во 9 часот, кога реагираа, кога почна сите да слушат, а таму имаше дојдено, зашто е Педесетница, евреи од сите провинции на Римската империја. Дури наброени се таму од Лука, тој е педантен многу во своето пишување, од кои провинции се дојдени. И ако се гледат тие провинции, многу, некаде 10 на 15 диалекти, различни јазици. Сите тие беа оспособени од Светиот Дух да го говорат Христовото благовестие на тие различни јазици. Неписмени луѓе, неписмени според разбирањето на јудеите, и се зачудија. И дури тие самите кажа како овие галилејци, потенцираа галилејци, можат да говорат на такви јазици. Зашто галилејците ги нарекуваат луѓето од земјата. Ние би ги нарекле, или нанашки преведено, селјаните. Тоа се галилејците за јудејците. Они кои живеат во Јудеја. Од провинцијата, простите луѓе, необразованите, некултурните, примитивните. И наеднаш тие зборат на јазици во Римската империја, кој ретко кој можел да ги збори сите тие јазици. И се прашуваат која е причината. Дури имало презир кон галилејците, бидејќи не успевале добро да ги изговорат тие грлени согласки, гуторали наречени.
има такви длабоки грлени К, Г, Х, што и ние не можеме да ги изговориме, но еден јудеец од Јудеја, од Ерусалим, може така многу длабоко да ги изговори. Како, например, ние никој пат не би изговориле правилно на француски некои зборчиња, некои самогласки, некоја Р што имат или така натаму. Така биле галилејците кога говореле, гарлените, гликуторалите, но може така длабоко. И затоа јудејците им се смееле, што не се правилни така во говорот јудејци. Не знам, тука во Македонија, можно струмичаните така им се смеат, кога говорат, дека нивниот јазик е, дијалект е поинаков и може звучи по-селски, не знам, може би за некој во Скопје. Прилепчени зборат најдобро, најправилно. Се смеете ли на струмичаните, кога ќе слушате како зборат? Ви звучи ли селски? Да. Да. Им звучило селско зборењето на. И најднаш сега тие луѓе почнуваат да говорат на стануваат полиглоти, како да учеле во Оксфорд, Кембридж. И се прашуваат што е причината и веднаш наоѓаат рационално разбирање, дека се пијани. Се не знам како може, каква е врската сега, говорењето на полиглотството со алкохол, со, нели, пијаната состојба. Човек кога е пијан не може да збори. Тоа му се врзува јазикот. Тоа зборат на други јазици. И Петар објаснува. Уште нема 9 часот. Тоест уште не почнала утринската служба. А за празник јудеите не ни јадат пред да почне утринската служба. Тие јадат после тоа утринско пренесување на жртвата. Посебно за празник како Педесетница. Им е дава причината. Еве, тоа е заради ова. Им дава едно пророштво од Јоил. Пишува во Јоил за изливањето на Светиот Дух. Тоа е исполнување. И откако им ја кажува причината, веднаш преминува на Христос. И сега тоа е празник на Светиот Дух, симнување на Светиот Дух. И би очекувале, откако преку пророштво на Јоил објасни зошто, што е всушност, не зошто, што е тоа, дека е исполнување на пророштво во Стариот Завет, би очекувале како ден во кој доаѓа Светиот Дух, се целата проповед да биде тематска да биде проповед. Не, ние научната. Целата проповед од тука натаму многу долга е христолошка. Кажува само што ова доаѓањето на Светиот Дух кој беше најавено, а зошто се случува тоа. И веднаш почнува, прво, интересно, каква му е проповедта на Петар? Почнува да говори за човекот Исус од Назарет. И ги навраќа на историјата, но на што ни гледаа изминатите години. Им вели, Исус од Назарет, кој со чуда, со знаци беше, на кој вие сте сведоци, гледавте што правеше. Беше потврден. И вие го предадовте. Ама зошто го предадовте? Таа е основната причина поради која вие се сомневате дека тоа е Месијата, а што е вашиот основен сомнеш? Па вие успеавте да го фатите, да го врзате на крстот, да го убиете и да го погребате. Каков Месија кога ние успеавме да го убиеме? Ама не вели Петар. Сето тоа беше според одредената Божја воля. Тој самиот го даде животот. Никогаш вие немаше да го направите тоа ако не беше тоа Божјата воля. Тоа беше Божјиот план. И дека е навистина тоа Божјиот план е фактот што Бог го воскресна и го вознесе. И откако дава историски, почнува со историските аргументи. Вие го гледате тоа. Потоа продолжува со два текста од Стариот Завет. Од псалми. Прво, Псалм 16. И вели, го цитира Давид, каде што изнесува надеж дека неговата душа нема да остане во адот, ќе биде спасена, и тоа е нашата молитва, дека ние ќе бидеме спасени од пеколот, но продолжува Давид и надеж дека неговото тело нема да види распаѓање.
И сега Петар вели, добро, за првото, тоа, Давид се моли, неговата душа да не остане во адот, ама сега неговото тело да не биде распаѓено. И им вели, еве ја царската гробница, одете отворете ја. Ке го видите неговото тело распаднато. Очигледно Давид не говори за себе. Очигледно говори за некој друг. Говори за Месијата. За кого говори? И потоа оди кон еден друг псалм, 110, каде што ги цитира Давидовите зборови. И му рече, Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека не ги положам противниците, непријателите во подножјето на твоите нозе. И праша за кого говори овдека. И овдека во овој текст, кога Петар цитира, користи Адонај Кириос или Господ два пати. Господ му рече на мојот Господ. За кој Господ говори? Кој Господ на кој Господ му рече? Со други зборови прави асоциација со Јахве. Јахве му рече на мојот Јахве. Бог му рече на Бог. За да потенцира дека тој кого вие го отфрливте, го распнавте, го убивте, го погребавте, истиот оној на кого вие му пренесувате жртви, истиот оној на кого се молите. Абе дојде Бог и вие го убивте. Бог. И така, гледате една проповед која што е целосно христоцентрична, посветена на Христос и во која се држи цело време на Библијата. Многу библиска проповед. Само ги подсетува на почетокот за историските факти што они ги гледаат и потоа се држи до Библијата. И тоа да им потенцира кој е Христос. И кога им кажува, кога им дава аргументи дека тие го убие Бог, не може Бог да го убие, зашто е воскреснат. Наеднаш тие зборови, тоа сознание дека еден ден тие ќе бидат поставени под ножјето на оној кого го отфрлија како негови противници. Петар многу остро им каже, вие сте одговорни за сето тоа. Вие имате вината. И пишува дека тие зборови ги, како беше оригиналниот текст, има таму, Андре може помогне, нашето зборче, ги растревожи во срцата или им ги, буквалниот збор овдека е како оса која ќе те боцне во срцето. Засегна. И тука зборот е да те запече нешто, силно. Кога оса ќе те касне, пече, ама пресеце во срце да те касне оса. Така го почувствува тој збор на тоа обвинување што Петар го изнесе. И тоа е тоа дејство на Светиот Дух овде. Тоа е тоа дејство на огнот, светлината која што им ги осветли умовите, да разберат што направиле. И веднаш побараа помош. Што да правим? Нивната реакција беше на тоа сознание и тоа е реакцијата на секаде гледам во Библијата. Кога Светиот Дух ќе го посведочи преку Словото, прашањето што да правам? Тоа го кажа темничарот, што да правам? Тоа го кажа и на други места, не може да се сетам, го немам текстот, што да правам сега? Откако разбраа. И Петар им рече, покајте се. Се покаја 3000 души. Не знам тука дали бројката, дали Лука вклучува и жени, велат дека во древноста мажите само се бројат, имало и жени сигурно. И беа крстени. И тука е мистеријата, мене ми е кај се крсте 3000 души. Ерусалим има неколку бањи, но празник е. Како се извршил тоа не знаеме, некој вело чудо се случило, но како и да беа крстени. Тоест тие, и тоа е тој момент за тие луѓе. Важното за нив како крштевање. Повикот да се крстат за нив беше еден многу радикален чин. Зашто еден јудеин говори или пропагира крштевање на неевреи кои треба да
поминат преку чин на крштевање да станат јудеи. Тоа е разбирањето на јудеите за спасението. Ако ти сакаш да станеш Божи народ, ти треба да станеш јудеин. Тоа е. Начинот некој да стане јудеин е да помине преку крштевање и во кој ќе го исповеда, тоа е чин на очистување некој од паганството, и во кој што ќе исповеда дека Јахве е неговиот Бог. И сега Петар им вели, треба да се крстите. Абе како ќе се крстиме, ние сме јудеи. Тоа е за паганите. Они треба да се крстат да станат јудеи. Не треба да се крстите. Треба да станете Христови. Да влезете во новиот народ, кој не е етнички, туку е духовен Израел. И тоа е нешто многу радикално за јудеите да го направат. И тоа беше на вистински тест за нив. Тие од јудеи станаа прозелити, станаа христијани. Христови станаа. И се крстија. И сега одиме, ова беше воведот код каква црква? Што беше таа? Таа црква е родена од проповед. Проповед во кој што Светиот Дух действуваше. Клучно тоа. Се случи едно пробудување. Црквата во 9 часот беше 120 души. Толку беа таму, пишува, собрани во таа горна одаја. Најверојатно се случува во храмот, зашто храмот може да собере толку место, толку луѓе. Е место каде што може толку народ да собере за проповед. Не знаеме колку траела таа проповед, сето тоа колку време, но од 9 часот до, може би, пладне, имаше веќе 3000 души црква. Големо пробудување, голем растеж. Знаете ли, во историјата на црквата, на христијанството, нема пробудување, нема обнова која не се случила без проповед на Словото. Тоа е карактеристично. Да сите оголеми, што ги знаеме како феномени во историјата на црквата. Се воле луѓе кои што водени од Светиот Дух, кои што полни со Светиот Дух, кои подпирајќи се на силата на Светиот Дух, се го проповеделе Словото на Бог. И така се случуваат тие пробудувања. Тоа било англиското, реформацијата е тоа, случај со реформацијата. Тоа случај дури во оние монашки ордени кои се како реформација на старите корумпирани монашки ордени. Се јавувале така наречени минор фраери или малите браќа или мендикантни монаси, просјачки монаси кои се прижувале од целото богатство и зависели исклучително од проповедта. Оделе од град на град, од село на село, на плоштадите проповеделе и од милостината што им давале, од тоа живееле. И таквите луѓе потоа водело таа нивна проповед и во средниот век создавало движење кои поттикнувале луѓето кон вистинската вера. И тоа продолжува. Ако црквата, таа црква, тоа општество таму е родено од проповед кој дејства Светиот Дух, понатаму тоа гледаме и како живот на црквата. Јајде да го прочитаме сега текстот кој ќе го разгледаме. Од 42 до 47 стих. И беа истрајни во учењето на апостолите. Така започнува текстот. Истрајни во учењето на апостолите. Во заедничкиот живот, во прекршувањето на лебот и во молитвите. И страв и обзеда секоја душа, зашто многу чудеса и знаци се вршеа преку апостолите. А сите што веруваа беа заедно и се им беше заедничко. Продаваа имоти и собствености и на секого му раздаваа колку што му беше потребно. И секој ден еднодушно престојуваа во храмот и прекршувајќи леб по куќите се хранеа со радост и со чисто срце. Го фалеа Бога и стекнуваа благонаклонност кај сите луѓе. А Господ секој ден ги предодаваше спасените кон нивното мноштво. Ето тука имаме се опфатено. Опфатено и живот на црквата, и служба,
и проповед, и Господна трпеза, и славење, и евангелизација. За тоа завршено крајот. Предодавањето. Предодавање нема без евангелизација. Еве, ова може за тој кампата. Се има тука во тој текст. Затоа убаво ваквото проповедање. Сите теми ќе ги опфатиш во еден мал текст. Добро. Ајде да видиме за што е најважното. Клучното паќе. Црквата беше родена од Словото и црквата продолжи да живее во Словото. Беа истрајни во учењето на апостолите. На тој список на активности на таа рана црква, тоа е првото, основното што овдека е ставено. Тие беа родени од Духот преку Словото и она што е важно за човекот во верата, во црквата, е да живее со Словото, да се храни со Словото. Бидејќи не можеме да обстоиме во верата без Словото. Словото е она што ќе не доведе до сознание, Словото е она што ќе не преку Светиот Дух поттикне на чекорот, но понатаму Словото тоа што ќе не одржува во живот. Како што човек не може да обстои биолошки без храна, без да јаде, без да пие, не може без Словото. Словото е храната. И тоа е основното што апостолите го правеа. Сега Павле го служеше пред да тргне на последното трето патување од Ефес на крајот на тоа трето патување во Ерусалим и собра старешините од Ефес и од околината од Азија. И што им кажа таму? Ги подсети што тој правеше. И тој им рече во еден момент, јас сум чист од вашата крв. Зошто? Зошто целата вистина ви ја предадов. Ништо не пропуштив. 3 години. Ден и ноќ пишува, им вели Павле. Ден и ноќ. На улица, во вашите домови, на секаде ви го проповедав Евангелието. И чист сум. Тоа е да бидеш чист од крвта на водата, им го проповедаш Евангелието. Ништо не пропушти. Кога среќаваме насекаде во Новиот Завет, кога среќаваме цркви кои се проблематични, например, таква е Коринската црква. Проблемот што Павле го адресира на црквата е нивната непосветеност на Словото. Тој им вели во еден момент, со млеко ве напоив, а не со јадење. Вели со млеко, а не со здрава храна, со таква покалорична храна. Зашто не можевте да примите, а и сега уште не можете да примите. Не растат. Во Словото не растат. Кога човек не расте во Словото? Кога не е посветен на Словото. Знае основните работи, Словото, спасението и на тоа устануваат. Нема растеш. Проблем е за имате бебе, младите мајки, тоа е типичниот страв, грижа, да им јадат децата. И голем благослов е кога едно дете има апетит да јаде. Ако нема апетит, проблем е за мајката. Ова не јаде, она не јаде, се чуди што да му даде. И тоа е показател, губењето на апетитот е показател за проблем, за болести. Христијанинот треба да има апетит, да копне за Словото на Бог. Ако во него е Духот, ако во него е Христовата природа, таа ќе копне. И копне, ако навистина Христос е во нас преку Светиот Дух, нашата душа ќе копне за Словото. Меѓутоа, го слушаме ли тој копнеш? Или го игнорираме? Знаете, со текот на времето, игнорирајќи, можеме и да го забушиме. Тој копнеш. И не треба да го правиме тоа. Кога доаѓаат нагоните биолошките за храна, ги чувствуваме, ги разбираме и трчаме да ги задоволиме. Има некои такви нагони во кои што нема одложување. Мора да трчиш да го најдеш соодветното место, за да го задоволиш тој нагон. Ке бараш
тоалет колку што може поскоро и побрзо. Зашто не се запоставуваат нагоните. Тие се неопходност. Таков е и нагонот на душата. Да се храниме со Словото. Инаку е проблем. Истото им го пишува на евреите авторот. Вели, до сега требаше да станете учители, а вие още се занимавате со они учени за воскресение од мртвите и да чудат и така натаму. Ништо уште се занимавате со тие првоначални учени, првобитни учени. Нема растеш. Нема во христијанскиот живот сурогат. Замена за Словото. Може да пиеме инка кафе и кажеме, еве, пием замена за кафе. Ама нема замена за Словото. Посветеноста секојдневната на проучување, на размислување, на живење, на послушно Словото е основно. Тоа е карактеристика на раната црква. Постојано беа истрени во учењето на апостолите. И знаете ли колку повеќе живееме со Словото, ние живееме со Бог. Тоа е Христос е Словото. И колку повеќе живееме со Христос преку Словото, толку повеќе стануваме како Него. Тоа е нашиот, Бог така нас создал. Бог нас создал да бидеме подложни на влијание. И навистина кога ќе се собереме со некого, си влијаеме со него и од тоа каков е, тако ќе биде влијанието. Лошите друштва имат лошо влијание. Добрите друштва добро влијание. И Бог не создал такви не создал, за да бидеме повлијаени од него. Ако еден човек може да ни влие и да не променува во карактерот, колку повеќе Божјото Слово, вдахновено од Духот, може тоа да го прави. И ако сакаме да стануваме се повеќе како Христос, нема друг начин, освен Словото. Да живееме воопштина со Бог преку Словото и преку молитвата. Да купнееме за тоа Слово. Понатаму, се тука има еден момент, вели, и страв ја опфати секоја душа. Зашто многу чудесни знаци вршеа преку апостолите. Тоа е карактеристика на таа рана црква. Тоа е врзано со нивната проповед, со нивната евангелизација. И овдека Лука повторува една фраза, вклучува зборчни чудеса, знаци, една низа. Чудеса е од зборот тераси, т.е. дејство кое што надприродно, и знаци, семион, кој значи порака, знак. Нешто треба да не насучи тоа чудо. Кога Христос им вети дека ќе го прати утешителот, заедно со него им вети учител, некој кој што ќе ги води кон вистината, некој кој што ќе ги упати, ќе ги подсети, ќе го надгради, ќе го објасни самото Христово учење. Од моето, вели Христос, тој ќе ве поучува во моето Слово. И овие знаци и чуда кои тука ги гледаме, се дејството на Светиот Дух, кој потврдуваше дека тоа што учениците го проповедаат и навистина Христовото учење. Зашто таа фраза, знаци, чуда, се среќава од целиот Нов Завет само уште во случајот со службата на Христос. Дека неговата месијанска служба постојано се потврдуваше со знаци, чуда и сила. И Павле пишува на едно друго место, вели во Коринтијани 12:12, знаците на апостолите се покажа меѓу вас во полно трпение, во знаци, чуда и сила. Како што истата фраза што се користи за Христос. И нема да ја сретнете таа фраза во други контексти во Новиот Завет. Нам никаде
не ни е ветено дека нашата проповед ќе биде проследена со знаци, сила и чуда. Тоа е ветено за апостолите. Зошто? Зашто Христос, кога им го најави Светиот Дух, им рече дека Светиот Дух ќе ги научи, Светиот Дух ќе им откри, Светиот Дух ќе им помогне да го продолжат Христовото служење. Всушност, учениците беа тие кои требаше делото на Христос преку црквата да го продолжат. Неговата проповед да ја продолжат. За тоа им беше неопходен Светиот Дух. И тоа дејство на Светиот Дух овдека покажа дека навистина тоа е Христовото Слово. Тоа што они го предадоа над првата црква, тоа што го пренесоа како нов завет и навистина Божјото учено. Посведочно со знаци, сила и чуда. И тоа е значењето. Можеме да бидеме сигурни, да се потпреме на учењето на апостолите, на апостолското учење за кое што овдека пишува Лука дека е вистината. Тоа е Божјото учење. Тоа е вдахновено од Светиот Дух, зашто преку силата на Духот беше дадено на црквата. Преку силата на Духот беше пренесено во тоа што го имаме ние денес. Да. И тие беа истрајни во учењето на апостолите. И тоа зборче тука истрајни е многу силно, интензивно зборче. Беа упорни, идејата е. Трудолюбиви беа. Не беа така, не го поминуваа со лесна рака учењето на апостолското учење. Посветуваа време, сила, енергија, труд вложуваа за да го проучуваат тоа слово, да го разбираат. Знаете ли, ние сме денеска, она што е карактеристика на современиот човек, посебно на младите луѓе, е една тотална индиферентност кон фактите. Се голта. На времето имавме ние една фраза: се шо лета, не се јада се шо лета. Денешниот млад човек јада се шо лета. Ке му пуштат нешто на интернет и он веднаш го голта. Не размислува. Ние сме научени денеска така да ги голтаме просто едноставно информациите. Ова што го пише овдека, таа истрајност вклучува едно проучување, размислување, разбирање. И затоа денеска во црквата има толку лажни учења, толку глупости се проповедаат од лажни учители во црквата, бидејќи луѓето не размислуваат. Се што лета голтат, се што ќе им се каже од онвонот прифаќаат. Има многу лажни учења. Многу ереси има денеска во современата црква. Зашто луѓето не се ги отвараат Библиите да проучуваат. Зашто во црквите не се проучува Словото. Како ќе разбереме што е вистина, што е измама, ако ние самите не се посветиме на проучување? Не го вклучиме нашиот ум да го проучуваме тоа Слово. Како велат за овие, во Америка има една мисла за стручњаците за откривање на фалсификувани пари. Која е тајната? Тајната е во тоа што совршено го познаваат оригиналот. Никој фалсификатор не ги знае сите можности за фалсификување. Ама кога ќе му дадеш оригинал, бидејќи тој ги знае сите знаци, сите точки на оригиналната банкнота, веднаш ќе ја пропознае фалсификуваната. Веднаш ќе открие која точка фали или кој некаде каде нешто нема од оригинал. Така и со Словото, има оригинал Слово. И ние треба да го познаваме. И ако го познаваме, ние треба да ги знаеме ересите. Немам потреба јас да ги знам ересите. Ако јас го познам оригиналот Словото и кога некој ќе ми каже нешто воднаш, Духот ќе сигнализира, ова не е Словото на Христос. Истреност е Словото. Ајде, забрзам, и колку 11. Посветеност на заедништвото. Се им беше заедно. И тука зборот, што се повторува, е зборот коинонија. Зборот коинонија значи едно нешто, да споделуваш едно заедничко, за едно. Вчера Аце го спомна тој збор. Тоа е во суштината на зборот коинонија. Ако имаш некого
ако си партнер во бизнис, ти имаш коинонија, бизнисот ти е заеднички. Ако со некој пиеш кафе, друштвото, ти си дружени имаш, тоа ти е коинонија. Коинонија значи да имаш, да си во група, во заедница, со кој имате нешто заедничко. А ние го имаме заедничко, нашето заедничко е животот. Христос. Ние го имаме Христос како нашата глава. Телото на Христос не е заедничко. Делови сме на едно тело без кое што не можеме посебно да функционираме. Јован не користи неколку пати оваа фраза во првото послание, првата глава, трети стих вели: "Она што го видовме, го чувме, тоа ви го навестуваме, да и вие да имате заедништво", тука коинонија со нас, а нашето заедништво или коинонија е со Отецот и Неговиот Син. Така да, нас не е заедничкото на апостолите, Отецот и Синот, и сакаме и вие да видите со нас заедно, да имате заедништво, сите да имаме заедништво со Отецот и Синот. Тоа да не биде заедничкото. Знаете, кога човек има заедништво со Синот и Отецот, тој има заедништво со светиите. Има коинонија. И каде и да оди еден верник во Христово тело, тој се чувства како дел од тоа тело. И затоа ние се чувствуваме овде како дел од вас, како да се доаѓаме дома, во мојата црква. Знаете, тоа е уникатното на Христовото тело. Не, ако некој политички водач од една држава или од еден парламент тој да говори од друг парламент, тој ги чувства тие граници, етнички, политички и така натаму. Меѓутоа, кога христијанин ќе оди во друг, без разлика каква етничка. Јас сум имал искуство, во албанска група сум влегала од црква. Знаете какви вакви имаме проблеми етнички, ама кога ќе влезеш во христијанска црква на албанци во Тирана, одма се чувствуваш како меѓу своји припадник. Нема ништо што би те делило. Зашто сме едно. Имаме едно нешто. Оному каде што действува Светиот Дух, има единство, љубов еден кон друг. И тоа пак се манифестира во споделување. Тие споделуваа се што им беше заедничко. Беше дека продаваа имоти, зашто се им беше заедничко. Некој од овдека, тоа е комунизмот. Овдека немам идеја за комунизм. Никако. Комунизмот е систем кој ги принудуваше луѓето. Имотите да се ги продаваат, нивите им ги одзимаа. Не ги продаваа, им ги зимаа имотите, за потоа се да биде заедничко. Овдека немаме такво нешто. Овдека имаме луѓе кои што, бидејќи се едно со другите, се прашуваат што можам да направам, како можам, што можам да дадам. Што не е закон, не беше тоа систем воведен од апостолите, туку тоа беше внатрешна реакција на присуството на Светиот Дух, споделување. Поттикнати. Ти не гледа на лична корист кој што може да извлече од другиот, туку немаш овдека прашање сега каква корист имам ако дадам нешто. Не, тие се прашува како можам да дадам, што можам да дадам. И тоа е таа силна манифестација на единство на првата црква што овде гледаме. И тоа што и Павле им го говори на коринтијаните, кога им дава Христос за пример за давање. Помнете дарежливоста на нашиот Господ Христос. Иако богато сиромаши, да се збогатите и вие преку неговата сиромаштија. Ако Бог не сака толку многу, што се даде, и ние треба така да се сакаме. Тоа е модел на живење. Се вака. Тој модел повеќе не се повтори никаде. Нема ние никаков друг случај во историјата на црквата за таков начин на живење. Тоа не е Божи принцип. Тоа е само една манифестација, слика на тоа единство во кое што живееше првата црква. Едно целосно заедничарење. И тука е вклучена Господната трпеза. И сега тука има неколку моменти што сакам да ги, и со тоа веќе ќе одиме кон крај. Господната трпеза пишува
се беа заедничкиот живот во прекршувањето на лебот и молитвата, потоа секој ден престојува во храмот, прекршувајќи леб по куките, пак се повторува, се хранеа со радост и чисто срце и го фалеа Господ. Неколку моменти. Тука е вклучена Господната трпеза, која е во домовите, нивното одење во храмот, кој што е дел од еврејската служба, пренесувањето на жртвите, попладневната жртва, утринската молитва, бидејќи тие луѓе таму што беа родени од Духот, сите беа јудеи. И таа црква продолжува некој да се живее во тој јудејски контекст. Тие продолжија да ги празнуваат празниците, продолжија да одат во храмот, продолжија да се лишуваат од храната. Например, Петар, дури во 10 глава беше, кога имаше сонот со нечистите животни, и му рече на Господ, каква е таа? Јас никогаш не сум вкусил. Не знае после колку време од 50-ница е тој сон, ама преку тоа време тој се уште се држал до законот, до Мојсеевиот закон. Па и понатаму, кога гледаме, оди во, го пишу тоа во до Галатјаните, 2 глава Павле, кога одат во Антиохија, расте црква таму, доаѓа Петар, пратен да види што се случува, и се дружи со паганите христијани, и веројатно јадал со нив, може прв пат вкусил свинска кременадла, не знаеме. Ама кога дојдоа од Јаков од Ерусалим, христијани, почнал да бега, да се крие, да страни, јас со нив не јадам ништо заедничко. Така да дека тоа е, овдека е представен животот на раната црква во Ерусалим, ама кој се останува во тој јудејски контекст. Она што го воведуваат е кршењето на леб, Господната трпеза. И ти тоа прават во домовите. 3000 души не можеле на едно место да го прават тоа, се собирале во домови. Во многу домови се собирале. Ерусалим не бил голем град, не знам колку куки имало, ама 3000 души по 20 да се распредат, тоа се многу куки. Тоа се 100 куки можеби, не знам, за собирање. И таа била всушност службата на раната црква. Кршењето на лебот или Господната трпеза бил дел од тој вечерен живот на заедништво на црквата, во кој што апостолите проповедале, пееле псалми и кршеле леб. Секоја вечер тоа било. Службите почнувале после 7, бидејќи до 7 часот трала работниот ден. Голем дел од луѓето биле и робови, кои што работеле до касно, и од 7 саат се собирале и тогаш и вечереле заедно. Заеднички вечереле. И она што било уникатно веќе за Христовата црква е што, за разлика од паганите, каде што господарите се собираат на една маса и си јадат од своето, а слугите, робовите во другите соби, во скромните, сиромашните собички, си јадат сиромашната храна, овдека заедно се сите. И господари, и робови јадат заедно. Коринтјаните почнаа да го нарушуваат тоа, нели, 10 глава, тоа е принципот. Тоа е древен контекст во кој што црквата живее. Но она што го вклучуваат како елемент задолжителен е тоа потсетување на Христовата жртва. Дека тие го должат сето тоа на Христос. Им требало секој ден да го прават. Се уште било влажно местото таму на Голгота од Христовата крв. Ние денес тоа го разречевме многу, но првата црква живее со тој спомен на крстот, таму на Голгота, кога Христос умираше и го изработи спасението. И секако, тука е псалмите, пењето, вели фалеа Господ. Евреите немат други песни, освен псалми. Знаете, евреите како народ, како култура, како историја, се е врзано со богооткривението, со таа света историја. Нивната историја не може да се раздели од Стариот Завет. Нивните празници се дел од таа
заветна божествена историја на спасение. Се е врзано. Нивниот фолклор е врзан со Стариот Завет. Нивното славење е врзано со Стариот Завет, со псалмите. Така тие живеат во таа прва црква во Новиот Завет, на после 50-ница. Сите се евреи, нема други. Евреи. Нема во тој поглед некакво коригирање едни со други за поинакво прифаќање на некои поинакви методи. Потоа црквата кога почва се шири меѓу паганските народи, таа почва да добива некои други елементи, културни. Почнува да се надоградува службата и со други начини на поклонение. Тоа е првата црква. И тоа е една од слабостите, веројатно, на првата црква. Ние гледаме една црква која убаво се живее во Ерусалим, расте и не им текнува за други. Требаше Господ да му прати сон на Петар, и тоа многу радикален сон, да отиде во домот на Корнелиј. Требаше да се случи убиството на Стефан, да почне гонење и да излезат и да почнат меѓу јудејците, меѓу самарјаните, па потоа кон Антиохија, да го шират Евангелието. Тие тука, како јудеи, си остана. Христос им даде заповед или да излезат, меѓутоа тие си останаа овдека, во тој тесен јудејски контекст. Гледаме понатаму и други некакви проблеми. Значи, тоа не е совршена црква во никој случај. Ние идеализираме раната црква, таа древна црква, меѓутоа таа си ги има сите своји слабости. Но оно што можеме да го видиме се многу добри принципи, што тие ги држеа во својата служба. Посветеност на Словото. Заедно беа, не можеа едни без други. Заедно се молеа, се радуваа, споделуваа, се беа фокусирани на крстот на Христос. Таму каде што тој се пренесе себе си во жртва, го славеа Господ, го фалеа Бог. И исполната со дух, со радост црква. Да. И сето тоа роди, раѓаше со плод. Истекнаа благонаклонетост кај сите луѓе, а Господ секој ден предаваше спасените, ги предаваше спасените кон нивното мноштво. Да. Знаете, низ овие 30 и повеќе години во служба, колку луѓе доаѓале овдека, пророци од страна, па и наши домашни, па сме се качувале Скопе на Водно, тука можеби на Маркови кули, да го освоиме овој град за Христос, пророштво ќе го освоиме овој град за Христос. Не можеме ние да го освоиме, никого за Христос. И овдека јасно пишува, Господ предодаваше. Тоа е негова работа. Но црквата си го правеше тоа што требаш да го. Си го проповедаа благовестието, си живеа заедно, го славеа Господ, делеа Господ на трпеза и другото го правеше Господ. И знаете ли, тоа е една сигурно за нас. Ние не сме сами во овој свет. Мало стадо сме. Знаеме каков ни народ, знаеме на каде клони, знаеме во каква темнина е и запаѓа во се поголема темнина. Ние сме беззначени. Една крупичка мала. Ама не сме сами. Христос е со нас. Тој е тој кој што тој не растоварува таа одговорност. Знаеме да се разочараме, да кажеме да нема резултати. Евангелизираш, ќе дојде некој тука, 2 па 3 па, и потоа ќе оде пак како православна црква таму по тие традициите. Ама не е тоа мојата одговорност. Јас не можам никого да освојам. Мојата одговорност е да го живеам Христовиот живот, да покажувам единство, љубов со браќата, да го славам Господ, да го споделам Евангелието, другото го прави Господ. Тоа е тој кој што дава живот. Тоа е тој што поттикнува, тој е тој кој фрла светлина, тој е кој што преобразува, трансформира.
И тој ни ветил, колку и да сме мали, колку сме нистожни, вратите на пеколот нема да ја надвладат неговата црква. Негова е црквата. Многу пати ние се грижиме, се плашиме, се ја правим правилно, ние ли, заради нас ли, е така малку. Знаете ли, дури ние да си направиме стратегија да ја направиме мала црквата, не можеме, не е наша. Ако Господ решил да стане голема, ќе стане голема. Дури ние додиме да држиме ограничена, Господ ќе ја направи да експлодира и ќе ги скрши нашите себичности. Зашто негова црквата, ние немаме власт. Кога ние ќе обвиниме некој заради тебе црквата не расте, многу власт му даваме. Тој има власт да реши дали ќе биде голема или мала црквата. Не можеме ние да нити да спречеме, нити да поттикнеме. Но ние можеме верно да му служиме на Господ, како што служеше раната црква, а Господ го прави другото. Тој не растоварува од таа одговорност, нели? Дури од вина што честопати доаѓа кај нас, по малите општества, во една ваква тешка за обработка духовна почва во која што живееме. Знаете, и луѓето, она што тука благонаклоното стекнуваа во општеството, луѓето можеа да ја видат разликата кај тие 3000 луѓе. Може да видат посветина на Бог. Сплотени, заедно се им беше заедничко. Така да беа сведоци со збор и со дело. И тоа е особеност на раната црква. Она што мене ме восхитува во раната црква, таа едноставност. Тие нема вакво и визии за проекти некакви, големи проекти. Тие се собираат, си ги ми сподели Аце. Ние не бараме од никој нели такси, секој дава и потоа од тоа што ќе собереме даваме. Така живеела раната црква. Дури повеќе собереме за оние што имат помалку, да им помогнеме повеќе. Оние што имат повеќе да немат пак вишок, а оние што имат помалку да немат недостиг. Не бара спонзорство од некаде, туку нема некаква хиерархија сега како ќе организира. Апостолите беа таму и луѓето го слуша апостолското учење, кој беше посведочено од Светиот Дух дека е вистинско. Нема формализми некакви. Се собира. Знаете, Господната трпеза во древноста, раната црква е вечера. Таам биле, се враќаат од работа, децата, бебињата, мажи, жени, сите на масата. Пеат, апостолите ги поучуваат, кршат хлеб, Господа трпеза, вечерат заедно, го слават Господ, пеат псалми. Тоа била древната црква. Знаете, ние денес не има прасе, ако некој е крстен, каков е крстен, како што е. Немало така. Кај ти на вечерата ќе одредиш 3000 души имате, доаѓаат во домовите луѓе, ти ќе водиш такви правила. Не биле обременувани од тие работи. Има едноставност, има едноводство на Светиот Дух, слово кое се проповучува, глад, жет за словото. И тоа се знаци на водството на Светиот Дух. Проповедта, заедничарањето, обушавањето, држливоста, радоста. Сите тие зборчиња ги среќаваме овдека во овој текст. И тоа нека Бог ни помогне да се радуваме и ние така на тој дар што ни го дал Бог, Светиот Дух, таа радост што има првите христијани, да бидеме народ познат по тоа што го славиме Бог. И така да бидеме добро сведоштво. Бог да придодава многу луѓе. Наше е да прскаме Негова светлина во оваа темнина. Да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за ова слово, што ти ни го остави во Твоето писмо. За таа рана црква која била несовршена, која била слаба. Зашто била изградена од луѓе, но ти со Твоето славно присуство си направил силна црква. И ние се молиме за таа надеж и тоа подпирање на Твоето дејство. Ти да бидеш тој, преку Светиот Дух кој што ќе не држиш во верата, во заедништвото. И се молам, Господи, за ова стадо кој е мало,
но е силно во тебе. Зашто ти си тој кој што го правиш да бидеме, ти преку тебе, Господи, ние сме мнозинство, полно мнозинство. Зашто ти, Господи, си оној кој што ги совладаш препреките, рушиш бариери, отвараш умови и даваш светлина. И ние се молиме, Господи, за тоа. Да действаш во овој град. Ти, Господи, молитвите на Твоите свети до таа мера да се натрупат, што, Господи, ти ќе извршиш обнова, пробудување и црквата да порасне. Се молам, Господи, дај надеж таква, охрабри секој, охрабри го секој брат и сестра и дај ни сплотеност, да се радуваме како браќа и сестри, да не делат ништожни, неважни работи, поттикнати од нашата суета, туку навистина да бидеме едно, бидејќи сме, ти имаме заедничкото, тоа си ти, Твојот дух, ние сме дел од едно тело. Дај, Господи, благослов на секоја една душа, во секој борба што секој има, дај победа, биди подкрепа. И води не, Господи. Води не преку Твојот дух и Словото. Во името на Христос се молиме. Амин. Амин.